Филип Илиовски и Христијан Мојсовски од Прилеп, членови на Сдруженијето Маркови Точакџии, успешно ја завршија својата мисија која што ја насловија како Bike Tour Босфорус и за само 5 дена со велосипеди поминаа околу 850 километри од Прилеп до Истанбул, односно станаа првите прилепчани кои за толку краток период поминаа од Европа во Азија на велосипед. Велат дека турата била многу тешка, но се заборавале сите маки откако се исполнил нивниот сон. Како што беше планот до сите градови каде што планиравме да престојуваме. Не беше лесна, воопшто не беше лесна. Имавме на моменти потешкоти од временските услови, силен ветар в гради. На место навигацијата не водеше некаде каде што имаше земјен пат, имаше доста кал, вода, бидејќи не смееме да возиме по автопат. Па се враќавме назад, на едно место возевме, дојдовме до пат каде што пред нас излезе река, а немаше мост. Моравме се враќаме назад низ околните села за да најдеме проводен пат. Како најтешка делница можам да ја одделам втората, од Серес до Кавала, вториот ден. Имаше доста елевација, ако беше најкратка од сите, ни зададе најмногу маки. Доста, повторно ќе кажам, силен ветер во гради. На места возевме до 8 км на час направо, бидејќи не можеме да се спротивставиме на ветрот. Имаше доста големи елевации, доста искачувања и не измори многу, но успеавме. Тешко беше затоа што носевме 40 килограми додатна опрема, а нашите точаци тежат по 12 на килограми, значи вкупно 50 и нешто килограми. И тоа е доста напорно да го влечиш на горница. Па и направо. Колку најмногу километри на час возевте? Спомена дека најмалата брзина била 8 км поради ветерот, а најголемата? Најголемата брзина беше 74 км на час. Тоа е значи на удолница или направо? На удолница. Првиот ден спиеле во местото Митроуси во Грција кај реката Струма пред Серес. Вториот ден во Кавала, третиот ден во градот Александрополис. Четвртиот ден пак веќе ја преминале грчко-турската граница и престојувале во турскиот град Текирдак, а петтиот ден веќе биле на Босфорот. Спиавме во автокампови и во паркови, во шатори целото време, а во Истанбул бевме во хотел. Немаше никаков проблем? Немаше никаков проблем, се беше во ред, се беше како што испланиравме, турата помина во најдобар ред. Можам да издвојам исто така една интересна случка. После Текирдак, односно четвртата етапа која извозивме, баравме место за да преспијаме нормално со шаторите, ама беше малку ризично бидејќи беше магистрала и многу прометен сообраќај. Немаше место соодветно негде за спиење и решивме да бараме автокамп. Баравме автокамп, но едноставно Турција навечер автокамп покасно немаше никој што работи. Па случајно сретнавме еден и буквално беше рампата крената и реков немаше никој, рековме ајде да појдиме, па да видиме како ќе се снајдиме. Влеговме внатре, го наместивме шаторот, се спремни за спиење. Интересно беше тука дојдоа кучина, агресивни малку, оние што се турски кангал, соодветно за нив, доста ги има во Турција. Дојде малку беа агресивни, врте околу нас, не можевме да излеземе од шаторите, но се помина без никаков проблем и тоа можам да го одделам како интересна случка и потоа продолживме понатаму без никаков проблем. Восхитени се од Истанбул како една светска метропола која што ги спојува двата континенти, Европа и Азија. Истанбул е огромен град и многу прометен, со многу сообраќај, кај што од влезот на Истанбул до мостот Босфор ни треба околу 2 сати. Тоа се 33 км возење низ град. Тоа е многу гужва, хаос е и огромен, многу и жители и се. Што ви се допадна најмногу на Босфорот во Истанбул? Убаво е, се е убаво, не можам да издвојам ништо посебно, пошто преубаво е сето. Сега планираат идната година, како здружение за прв пат да организираат и велосипедска тура во Прилеп. Следната нивна па голема дестинација која што ја планираат за оваа пролет е дестинацијата Цирих-Прилеп, која што е долга околу 2000 километри. Па како што кажавме минатиот пат, планираме да организираме велосипедска тура, тоа е следната година. Како надвор од Македонија, дестинација што планираме да извозиме од Цирих до Прилеп, тоа ќе биде следната пролет најверојатно, само се уште не знаеме детално, останува за понатаму тоа. Од каде е идејата Цирих-Прилеп? Па идејата е од Филип. Зошто баш Цирих, имате нешто таму? Како го одбравте оваа дестинација? Па ни на двајцата ни се допаѓа многу Швајцарија и затоа. Се уште не е дефинирано, но многу ни се допадна бидејќи како предизвик се Алпите, што е доста навистина интересен предел.
Не сме се соочиле досега со еден таков предизвик. Е многу интересна, уредена, стара држава. Ја имаме посетена, но со велосипед е друго чувството. Долга е околу 2000 километри. Не знам, Колку време би се поминале тие 2000 километри? па не знам, околу можеби 2 недели до 15 дена. Инаку членовите на Сдруженијето Маркови Точакџии од Прилеп ги пречекаа своите другари со торта и медаљи за нивната успешно завршена цел.